Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитани гледачи, а вие сте на истинското место, зошто, бидејќи и вие имаме право да знаеме вистината. Вечерва, како што ви најавив, Джаро, највеќи режисер титуизма. Едно интервју, поделено во две емисии, интервјуто трае повеќе од 3,5 сати, каде што ќе ги анализираме, ќе ги откриваме, ќе ги коментираме и ќе ги презентираме пред македонската јавност најинтересните моменти од кариерата на Джаро. За Лазар Кулишевски, за Киро Глигоров, за Желко Разнатојчаркан, за Томо Аврамски, каде е роден Велибор Джаровски Джаро, за Југослав Петрушич, за Душан Спашоевиќ Шиптар и така натаму и така натаму. Првото интервју или првата емисија трае повеќе од 65-70 минути, останете со нас, погледнете во првиот дел на интервјуто со Джаровски, сигурно нема да зажалите. Джаро, колку обиди за атентат има врз тебе? Има обиди за убиство за тебе? Има. Колку? 3. 3. Едно у Прибој на Лим, краде бодови за Вардар, друго у Тузла краде бодови за Вардар, и едно у Скопје, дојде луѓе од Белграда да ме ликвидираат, ама Томо Аврамски го спречи тоа, ги врати. Кој се сколе? Таа екипа? Еден од убиствите на Аркан. Да. Зошто бе пратени да те ликвидират? Не, тоа е коткарска работа. Должиш пари? Не, ја дадов кредит на еден човек кој уместо да ги врати за месец дена, парите ги вратија за 3. После тоа јас немав овакво 10.000 долара код него, марки не му ги вратив месец-два. Гледам човекот иде, ништо не ми збори за пари, а секој ден игра барбу тамо на Ленинова улица. И одеднашка ми се јавува телефон, ујдадија човекен, што радиш деси на српски ми збори, викам ту кој е, тој и тој. Назем се у Дваче Лапа, како се викаше на Гоце Тодоровски тоа? Знаеш Гоце Тодоровски има се Дваче Лапа, кај Линден, кај Перо, кај Идадија. И ја гледам, еден од нив познат, а таму седи и Орце Камчев, а Томо Аврамски седи надвор. И ја на Орце Камчев му викам, дете слушај ми, бегај. Зашто? Бегај, затоа се шири верзија дека пред да го убијат Орце, бил кај тебе у твоја дуќан у Софија. Орце Коруновски. Да. А он вистина бил Орце кај да земе некоја роба, валјда нешто. Мала роба, ништо, ситно нешто, не е важно. И викам, бегај, иди. Кога тој вика, нисмо ми због njega дошли, због тебе смо дошли. Ајмо да седнемо негде, ајде отидовме у Лептокадија. Шта hoćete? Качеш да вратиш паре овоме, вика, јас сум у затвору ово оно, то ме не интересира, викам ја, шта има да вратим ја. И Томо ја решава тука работата и така се смирува. Томо Аврамски ти помага? Да, фала Богу, он ги исплаќа. Не, дугот постои, не е спорен, али е коцкарски дуг. Значи ти го плаќа долгот? Да. Другари се со Томо Аврамски? Другари сме, како не сме, со години. Савезни? Савезни, да. Како? Савезник. Работите за удба? Не, како не, зашто да работам? Па да прашам, или моја да прашам? Не, немам ја зашто да работам. Не ми треба мене, ја ти реков, они само треба мене скриен советник да бидам ова. На секоја влада? Идем на секоја влада и да ми дадат овакво една пристойна есарна пензија, затоа што за Македонија немаше да знае за сада никој. Велики пријатели менеджер, господин Велибор Джаровски и негова милица, наравно. Еден аплауз за нашиот Джаро, легендарно. Имаш место менеджера, God number 1, got it, Jackie, Знаеш кој ме заебал едини на естрада мене? Кој? И тоа ќе опамтам цел живот.
Едвард Кардель. Сега се чудиш од каде Едвард Кардель. Ке ти објаснам зашто. Ја имав 79 година, кога победи спотот Скопје на Неум на Леби стол, турнеја југословенска, Чоличево војска, локисите одмараат и ја турнеја правам со Леби стол југословенска турнеја. Зетар пуна у Сараево, после тоа треба да ги Тузла, Зеница и Мостар, распродати. Све распродато, земавме прво место во Неум на фестивалот Столе Попов. Споточе. Да. Меѓутоа умира Едвард Кардель и ти на жалост. И ги откажуваш концертите? Па ги откажувам, распродати концерти, тоа е. Да не се распродати нема проблем. Значи се нашол некој, Некој се ме заедал, највише Едвард Кардель. вториот човек, десната рака на Јосип Брос Тито. Да. Умира 79-та, една година или пред Така. пред Јосип Брос. И 3 дена жалост. Согласен. 3 дена жалост и ти ги откажаш концертите. Да. Колку е загуба, например? Па, не деколку 60.000, за целиот бенд 60.000 марки, сигурно. Добро, Джоровски, колку имаш? Вака, апроксимативно, прокоцкано. Не знам колку имам. Повеќе од 1-2 милиони марки? Повеќе нормално. Знаеш што е најгоре? Што мене мајка ми викаше покојна, питаке те старост дете била младост. Замислите, ја имав 3 казина и чекав да затворам своето, па да идам или у Солун да се коцкам, или у Софија, или у Београд, или на Кепченштрасе у Беч. Тамо не многу пари имаш трошено. Не, највеќе имам трошено на Црногорско приморје. И у Солун. И во Солун. У Солун. Велибор Джаровски Джаро. Кој е Джаро? Кој е Джаро? Да. Па тоа треба државата да каже кој е Джаро, и ова и бившата. А вие како се доживувате? Джаро е човек кој 50 години докажува дека Македонија не е културна провинција. Што оние сматаа дека поред тоа што сме небогато општество заедно со Косово, дека сме и културна провинција, што ја докажува дека не е, затоа што турнеите на најголемите југословенски пејачи, Чолич, Преговиќ, Мишо Ковач, Тереза, покојни Оливер Драговиќ, Арсен Дедич, Бора Чорба, компанија и кои не, Кемал Монтено, Индекси, се ги почнеја тука. Во Македонија. Од Македонија. Од Македонија. А кога идев на југословенски турнеи, jer ја имам 18 југословенски турнеи, тоа значи од Гевгеја до Снежана и назад, и 14 морски. Од Оличник до Умак и од Умак до Уличник. На море. Само во Словенија не, во Портoroš. Како не? Имате Портoroš, Метропол, како? Портoroš, Аркадан, Копар, како не? Портoroš им ги носите манекенките, швелерките на политичарите. Сите. Таму имаше и казино, добро, и се. Па имаше до хотел Гранд Метропол, нели казиното што е? Одлично, идеално. Во Ривиера, ако не се Да, лажам. уште носталгија ме фаќа за тоа. Снимавме пред 3 месеци, снимавме во Трст, отидовме на кафе во Гранд И у Хотел. Копар бевме, да, Копа Дистрија. Таму идевме на турнеја со фудбалски екипи на припреми. Тамо Киро Блажевиќ покојни пред неколку За Киро, се прво саучеше мој добар пријател. Во Жустерна одеше тој нели на подготовки секогаш. Да. во Копар. Хотел Жустерна, да. Со Киро Блажевиќ. Киро се Блажевиќ, така ќе ја почнеме емисијата, Да. прво ми беше добар пријател и саучеше на сите со кои го знаева. Киро беше шмекер и мангу. Мораме ќе ја почнеме емисијата прво, ја не идам по сахрани, не отидов, меѓутоа и пратив телеграма саучеше на Тереза, да изрази саучеше на фамилијата. Тереза Кесовија. Тереза Кесовија и она беше многу блиска со него. Беа пријатели или беа... Многу пријатели. Джаровски, да се вратиме на политички теми. Ајде. Некој македонски олигарх, Да. текун од она стара 10 Добро. македонска, беше швалер на Тереза Кесовија? Виде да објаснам. Тереза Кесовија, Праќал цвеќиња во Париз, па и така натаму, кој била Тереза Кесовија. Некој од македонските играчи, од големите олигарси беше
Не, Швалер не бил, меѓутоа најблизок со Тереза беше Томе Серафимовски. Томе Серафимовски. Торе Вајарот, покојни. Главниот играч во МАНУ. Не можеше 10-15 години се стане член на МАНУ, ако лобито на Томе Серафимовски Томе не помогна. Серафимовски беше прво голем интелектуалец, у струката да не збориме тоа, они Грабул сте проеден у државата. Покојни Ѓордан Грабул. И они заедно и студираа и све Во Париз. во Париз. Од тамо се знае со Тереза Од тамо се знае со Тереза Кесуевија. И он ми викаше, што год да е заузета сала, која ќе им кажеше, која го беше директор на Домот на култура, за Тереза нема никаков проблем. Ке се направеше концерт и после тоа у Златно Буренце, или како се вика, тик-так некако. Таму одевме на вечера и седевме до 4 до 5 со бајле. Каде? У Гостивар. Сега, он се зима со Иванка, една прекрасна жена Дубровчанка, Вале Томе Серафимовски? Томе Серафимовски. Вале е жива уште, ако е жива, да е жива и здрава уште, и внуци и све има. И Томе, пошто се зима, со нејзе у новембар месец. И сега новембар месец гостива, знаеш како е, као, дождови, ова, она, коли, запрежни, циркус. Сега Тереза од Париз, студирање во Загреб, по Дубровник, доаѓа од еднашка у гостива. И он, и вика, имам некој важен семинар и морам да припремам една работа, вика, изложба, идеме горе, вика, на Маврово, таму е питореск, демек живописно е таму, да седиме док му дојде пролет, док се исчисти калта у гостива, рова, она, а вамо ќе уживаме на снего и иде он 3 месеца со Јованка живи овакво. Со Тереза? Не, со Иванка, со жена му иде. Со сопругата? Со сопругата иде за да не види у нас каде дошла. Каде, што е се угостива рова. Друго е Маврово. И кога доаѓа пролет, он се враќа. Нормално, све фино. Джаровски, Кажи. вие сте родени во Медвеđа. Да. Тоа е граница Косово-Србија или Јужна Србија. ОВПМБ. Да. Нели областа ОВПМБ. Да. Односто блиску до Велики Трновац. Да. Кој се смета место Да, кај што да. тешко влегува српската полиција уште во времето на поранешна Југославија. Ја таму аутограми делам кој идам. Нели го нарекуваат Корлеоне за албанците, тоа е Да, Велики Трновац. Сега таму од Прешева, Медвеđо, Бојановец, посебно од Медвеđот кај што се вие, Југослав Петрушич и Душан Спасовиќ Шиптер. И Миле Вуковиќ Кум. Сега Марич сака да прави емисија кој е најпознати бебе роден у Медвеđа. Дали ја, дали Душан Шиптер, земунски клан. Тамо сте значи родени. Таму. после Да, се- али на месец дена сум, на 40 дена сум доен овде. Се знаете со овие од земунски клан, со Југослав Дали се Петрушич? знаат? Да. Како не се знае? Како не се знае, он требаше фудбалер да го водиме. Антониевиќ у аферата требаше да го води, меѓутоа не беше сјаен фудбалер, така беше малку висината ко ти, ама побускас. Кој? Играше везна, не Шиптар. Душан Не Спасовиќ. Дуча го вика. Дуча. Дуча, да. Требаше фудбалер да биде. Па он беше фудбалер, ама сакаше надвор да иде, али не пројде. Го Не водеше Антониевиќ и на пробата не пројде. Кој Антониевиќ? Жота. Антониевиќ е трето оптежен во аферата Сплит, кај што сум Аха, со прво, кај што Шпањол Љубо Шпањол. и Шајбер, заправо, и Милјанички викаат највеќе црно зло југословенскog фудбала за мене. Njega држите, у njemu е клjuč. И начне во опција. Прво оптужен Љуба Шпањол, бидејќи требаше да стане председател на фудбалска федерација. Друго оптужен ја. И трето Трето Антониевиќ, затоа што ја од Скопје, Антониевиќ од Београд, а Љубо Шпањол у Нови Сад, и сите ваучери, барирани чекои, што ја знам, кеш, ова, она, Акцепни налози. акцепни налози, да, тоа ја измислив од југословенскиот фудбал. И тоа не беше курир наш Антониевиќ. Кој го носи Да, Душко он Спасовиќ. го носи Шиптар на овакво, на Да го проба, не проаѓа. Не проаѓа. Меѓутоа, он е свесен дека нема фудбал и после тоа, знаеш како заврши, што Со заврши. земунски клан, атентат на Џинџич и така. Не, атентатот го немато ни зашано. Никако. И Легија и Звездан Цетковиќ се невини, ја ти гарантирам у живот.
Ni na film ne može ni Spielberg tako film da napravi, ni naš Milčo Mančevski, nikoj, na suđenje da nema dokazi, ima trgnato 70%, da nema veštačenje kako treba, dojdeno do izbaden veštačenje i na jedna strana, kao što piše samo 9 reda. I drugo da nema suočenje. Kako je to suđenje? To mora da padne. Đorđevski, Legija se krije тука во Македонија? Не се крие, он доаѓа во Македонија. Така? Зашто криење? Не е тоа криење. Вие давате логистика. Ја давам логистика. Логистика на... Не, ја другачие. Мене ме викаат новинари и ја вака викам. Ајде, како, не како кажувате, него што суштински се случува де факто. Де факто ја вака, некои пријатели на Марко Лопушина, најпознатиот новинар, исто као ти што си овдека. Тој за Црна хроника во Белград. За Црна хроника, да пишува дека ако би се криел у Македонија Легија, то значи да би могли само 2 човека да го крију. Томо Аврамски и Велибор Жаровски Джаро. Мене ме викаат новинари белградски. Мариш ме прашува емисија, вика оптужен си да се крили Легију после убиства Џинџича у Македонија. А ја знаеш како одговарав? Ја ga нисам крио, а знао сам где е био. Го имавте видено, тука беше? Па Томо Аврамски го водеше. Томо Аврамски. Да. Томо Аврамски стана популарен сега преку емисијава. Многу. Председател го сака. Да. Па поранешниот премиер Љупчо Гариевски бареше емисија да може да одговори на Томо Аврамски. Се знаете? Ама тоа е, не, ние се знаеме со Томо одавна, уште од Белград. Се знаете од Белград? Од Белград, како не, он со компјутери работеше у Сава центар. Како ве викаат два сојузни? Вие сте сојузни играчи, нели? Савезни играчи сте ви горе. Да. Томо Аврамски, ти, Васил Тупурковски. Знаете, Жавро, имам чувство дека распадот на поранешна Југославија најмногу ве погодува вас и Васил Тупурковски. Па видиш, ние сега... Во кариера говорам, значи не говорам емотивно, него во кариера. Васил Тупурковски беше звезда во налет и беше прашање на време кога ќе стане прв човек на поранешна СФР Југославија. Вие бевте... Ние сега треба, као држава Македонија, да го замолиме Тиле Тупурковски да не биде председател. Следен председател. Да го замолиме, не да го кандидираме, туку да го замолиме да не биде председател. Ја ги спадавме некоректни према него. Не му се одолживме? Не знаевме да го цениме? Не знаевме да го цениме. Никако не знаевме да го цениме. Јас знам еден ден, Силе ми вика, одбери 5 најдобри пејачи да ја спасиме Југославија, ама не само Југославија да ја спасиме, туку Македонија да ја спасиме, вика. Да нема војна. Да нема војна. И вика да направиме 2 концерта, еден у Сараево, еден у Скопје. Јер као ние неразбиено подручје, а Сараево е ипак мешана работа. Значи да бидат тоа двата пункта, двата пункта. Па тоа беше Глигоров и Задбеговиќ, нели? Тоа беше покасно. Прво ја и Силе почнавме. И сега ја ги види која екипа ја собирам. Чолич, Бреговиќ, Тереза, Кемал Монтено, Локици и Беби Дол беше. А ја ги прочитам по чаршија на кебапчиња кај Дестан. Леговме унутра, концептот беше у Дом на армија, распродато све. Тереза вика, мене е самота, вика, засмрдели смо целу салу од ових кебапа. Тоа не е важно. Важно направиме голем концерт. У Сараево имаше 15.000 души. Кај во Скандерија или? У Зетра. Во Зетра. Да. Добро, Жаровски, кој беше најголем комунист од пејачите? Како комунист? Па добро, што ја сакаше Југославија комунист со такво некое определување? Вие ти кажам многу. Еве најголем југословен, ајде да речеме од пејачите. Лесно ја да кажам кој беше најголем југословен. Да. Ама имаше и националисти. Сите беа југословени. Имаше и националисти. Викаат Мишо Ковач бил најголем комунист. Ја ќе ти кажам за Мишо Ковач. Они можат се да причаат, меѓутоа треба да имаш петте у Калгари, у Канада, кај што е... Диаспората нивна. Да, и кај што е најјачото лоби хрватско, усташко. Така, да скинуваш од Бина слики и бисти од Степинаски, од Павелич.
Тоа Мишо Ковач го правеше? Тој после му забрани Туđman Да пее. да пее у Хрватска. И му забрани, ембарго имаше на сите радиостаници. Вела дека нели таа екипа на Гојко Сушак, кој станува министер за одбрана во времето на Туđman, доаѓаат од Канада, дека таа канадска врска всушност норфолска некоја нели ја нарекоа врска, го носи Туđman на власт во Хрватска. Значи Мишо Ковач ги трга знамењата на Степина с усташките знамења. Све у Калгари, тоа сред Калгари. Ја разбирам да ги тргне дека да кажеш на граница со Босна или Хрватска. Како не умелник додеме со Каракачанов да се Чим сме кај Мишо, да ти кажем уште една овако анекдота. Ја правам морска турнеја со Мишо и концерт имаме тамо на Шибенска ривиера. За овај, како се вика, Скрадун, Муртер, Водице, Трибунј. И одеднашка доаѓаат двојца луѓе со ташни. Еден у цивил и двојца полицајци. И Мишо вика, шта е? И ја вика, ЗАМП. ЗАМП е Завод за защита на мали авторски права. Ама ја имам овако написмено дека од хонорарот Ѓорѓе Ноховиќ, кој е највише песми има напишано за ова, и Душан Шарац се откажуваат од тантиемите за Мишо Ковач. И Мишо Ковач доаѓа и вика, шта треба, момци? Па вика, ЗАМП. Ма какав ЗАМП, Мишо вика, ја певам химну Далмација у мом оку, а он из Македонија ради турнеју на мору, каже и ајде, мичите се, каже, заборавите тоа. И они се отидео луѓето, после тоа вечеравме заедно, му е така за овака. Мишо Ковач е близок со Будимир Лончар. Најблизок. Леко Лончар. Леко Лончар. Еве ти една анекдота сега ти кажам. Може да ја прашам пред анекдотата? Ајде. Му местевте манекенки на Леко Лончар? Му местев. И задња, тад најубавата манекенка која требаше да иде, у Охридскиот метробол вика, данас паузирамо, затоа што спавам до шефа, до Анте Марковиќ има соба у Метропол, али вика обезбеđenje таму и паузирамо и таа ноќе беше празен човекот. Јас си завршил у казино. 97 години има, 98, колку има? Да, добар. Што ќе рече дека тоа е влие позитивно на здравјето. Како им местите манекенки на овие политичари? Не, добра, да ти кажам. До живот до 100 години. Па нека живеат и 105, камо среќат да е добар на народот, па илјадум ќе направиме женски ние, не е спорно тоа. Тој беше министер за надвориш, последен министер за надворишни работи. Да, после беше заменик нашиот Срđan Керин. Помошник му беше, помошник министер. Помошник, затоа што и него го водеше, ама него го водеше на турнеи со Црвена звезда, со Жајич, со Карасич. Кој? Срđan Керин? Срđan Керин играше фудбал со Олја Петровиќ, со Лазаревиќ, со Чиновиќ, со Жајич. Фудбалер беше? Не, мал фудбал кој правев турнеја на ветераните на Звезда. Значи тој играше он со нив. Беше дел од таа екипа? 100%. Срđan Керин. Прва постава играш. Значи вие сте таа екипа која е за Црвена звезда од Македонија. Па јас метастажирав зашта. Ја увек издавав изјави. У све можете да дирате, све ме питајте, плюјте, само немојте ми дирате черку, Завка Чолич и Црвена звезда. И Срđan Керин за Црвена звезда навија. Знаете, Партизан беше клуб на ИНА. Ајде да речеме КОС стоеше за тоа. Да. Добра, ја добар и со Јово Поповиќ. А УДБА стоеше за Црвена звезда. Не стоеше за Звезда. Односно српската УДБА стоеше за Црвена. Српската, да. Меѓутоа, Јово Поповиќ беше комесар за безбедност на цела Југославија. За овако. Таткото на Мишко Поповиќ. На Мишко е мој голем пријател, Фратело. Нели требаше па така ми стои на да го купи Вардар овде. Нели требаше Вардар да го купи? Да, ама имаше Вардар дуго и према Орце Канкев и се побунија комитите и затоа не се деши на наша жалост таа овако. Јово Поповиќ, генерал Јово Поповиќ го спомнува на една куќа до Тито се. Тома Врамски нели го спомнува во своите интервјуи? Да, Тома беше многу близок со Мишко. Беше близок, така. Па и овде Мишко седеше тука у Александар Палас, кога преговаравме за Вардар. За Вардар? Да, мене ми е криво, ево сега баш ме потсетити. Оваа недела, нели измина да ги менјаат имињата на овие бугарските, како ги викаат, клубови.
Да. u Makedonija. Izmija Rokot. Ja ne znam kako bi se vikalo u Bitola. To je Ivanča Mihajlov i u Bogdanci. Ali imam ime za Ohrid. I to je ime koje će pripadati i Ohriljeni, i Makedonci, i Bugari, i Šite. A znaš koje ime je to? Koje? Petar Stojčev. 7 maratona i pobjedi i stana svetski prvak u maratonsko plivanje. Nije ima veze sa politika, niti sa Goce Delčev, niti sa fašizam, niti sa nacionalizam, ništa. Petar Stojčev, koji 7 maratona dobije, naši te predstavitelji mu dava medalje, stana svetski prvak u Ohrid, sve koji bi se radovao. Jer tako to je ono što je Ronaldo i Messi u fudbalu, on je u maratonsko plivanje. Джаровски, Милорад Улемек Легија се крие во Македонија. Не се крие, зашто да се крие? Па добро, Он доаѓа кај тому Лагановски кој му е пријател, уште од Франција. Вела дека втората сопруга на Легија, дека била секретарка на Се Томова. не беше секретарка, она беше секретарка на СДГ. СДГ значи Српска доброволјачка гарда. Да. И Тома Аврамски, значи, тука го чува Милорад Улемек Легија. Има интервју во Сведок, нели, насловна страна. Да, насловна страна. Србите пишува Марко Лопушин, ве прашува Милорад. Да. Милан Марич ве прашува и така натаму и така Ме натаму. прашува како не, ама зашто? Вие се гледате тога со Легија кога се бара. Ја без логистика. Добро, што подразбираш под логистика? Ево ќе ти кажам што подразбирам логистика. Двојца, тројца луѓе ако знаева. Двојца луѓе од Томо знаева и двојца луѓе од моја страна. Од моја страна знаеше фудбалерот и фудбалскиот тренер на Брегалница од Штип, Драги Христовски, кој ни даваше уточиште, и едно жестоко момче од Кочани, Дени се вика, Дени Лудио, Дени Будалио го вика, таму поникви ова, она немаше никаков проблем. Рецимо, најопасно беше Кратово. Зошто Кратово? Па затоа што јако идев у Кратово, спиев у Кратис, стално, и Жинко ќе им кажеше на тие рецепционерите или на Тошо, шоферот, иди тамо на Джалка, нека му ја даев онај соба, значи на втори спрат, тамо кога ќе играат покер, кога ќе му дојдат тие неговите помошници и гости, и се балја да го чека јогурт, овакво јогурт, бурек и Станове се викаше човекот кој му одржаваше вилата во Филиповсте тамо, копреју и да се собере за чај му треба, за нога да му пројде. За ногата. И тука викаше Томо и Легија, овде смо готови, jer нема где да бежиш, мораш раден мост да се продаш. Нисмо ништо готови. Тука рековме дека е новинар човекот. Да. Исто така у Перистер, у Молика кога бевме. Со кого? Со Легија? Томо и Легија спиева. Тамо јас и спиев кај мои пријатели у овако. Значи, вие и у хотелот на Дзинго има спиено Легија. Новинар го представувате. Новинар, да. Новинар и менеджер фудбалски. Фудбалски менеджер. Да. Мене не ме траже легитимација за моите гости. Ни случајно, како? И во Молик имате, значи, имат спиено со Томо. Има спиено и то, знаеш како? Молика е собственост на електродистрибуција. Да. А Ламбе беше директор на електродистрибуција. Ламбер Нудов. Да. Ја имам таму и со Бора Чорба спиено и таму и у Крушино. У Крушино ги вода си слога 2 години на припреми. Крушино од Кичево, нели, према Да. Тоа се објекти на електростопанство. Чијите сега не знам, али ти зборам за тоа време. Сакам да кажам дека Легија, значи, се криел во објекти на електростопанство. Нема то везе, не е Легија крив. Крив е Томо и јас сум крив. Томо иде со него затоа што мене народ ме знае и ќе каже што е ова сега. А Томо си имаше и своје обезбежење, не е проблем. Тогаш ти ги имаш овие казина тука низ Македонија, јавни куки ги имаш отварано тогаш, во тој период кога е Легија тука имаш горе на водно, нели? Не, тоа е претходно. Предходно, така? Предходно. Кој период е тоа? Тоа е 93-та година. 93-та. Ти ги преш првите, нели ги носиш русинките, колку се 17 руски. Русинки. Они добиваат
crveni pečati da napušta od Makedonije, pošto igra prvo u Gevgelija. Русинките. Rusinkите, ali možemo ti kažem profesionalni балерини и Што подразбираш? Од Большој театар професионални не балерини? баш од Большој театар, али од таа категорија. Значи на тоа ниво. И многу убави. Има се гледа, има и новини, записи, од дневни представи, од ово, од она. И ја ги собирам една вечер, рускините, а тука у Олимписко село спијат као избеглици и Чолич со брат му и Бреговиќ. Здравко Чолич. Здравко Чолич, цела војна ја помина тука Босанска и Бреговиќ. Во Македонија, У Олимписко село. во Олимписко село. Да, и на отварањето пееше Чолич у казиното и у Метропол се собира он, Џамбазов, Владо Јаневски. Значи Сарајево кога го напуштат, тука се. Па тука се кај мене се нормално, кај ќе видат. И Бреговиќ, тука има вила, тука пишува песми. Каде во Македонија? Да, имаше своја вила, а Чолич вика, дај да нешто радимо. Викам, Чоки, шта да радимо? Па вика, срамота, вика, само седимо ту, вика. Дај да нешто радимо. И ја правам најдива екипа у 50 години своја кариера и овакво, и у 5000 концерта, најдива екипа. Екипа која не може да се замисли, кој може само луд, Ѓорче Петровски ум, може да замисли таква екипа. Ама ни треба трошка и Чолич само викаше ватај се каване, ватај се друма, зелка салата, купус овако и едно тавче гравче, една шницла, едно пиво и доволно и шибај. И знаеш како екипа направиш? Сега ќе ти кажам. Главни пејач Здравко Чолич. Колку има хонорар, тоа само ја и он знаеме. Тоа не е ничи проблем на другата екипа. Джаро, до колку идеше хонорарот? Каде? Да речеме на Здравко Чолич. У тоа време? Да. Па да ти кажам право, у тоа време ја идев на карти, jer бев сигурен 100% дека ќе биде расходато се. Значи колку карти толку? Ете така, не можеш да знаеш. Не дека има 1500 људи, не дека има 900, зависи од просторот. Ако го продаеш фиксно, тоа е друга работа. И сега вака. Чолич е пејач број 1. Чолич ми вика, сакупи екипу. Колко ćemo да радимо, викам 10 дана по 2 концерта. Тоа значи ги вржуваш Неготина, Каводарски, Ресен Битова, Охрид Струга, Гевгелија Валандово, Струмица Радовиш, Гостива Цетово и така. Значи 10 Ете така. по 2 концерти. Така, ја имам састанак у Олимписко село и рускините идат 17 да играат. Они цели песми од Чолич научија, Глава луда. А и они со Они играат. на турнеа. Па добро, селе моја, со костими феноменални, со тие што играат на позориште у Русија. И имаме добри спонзори. И ја викам вака. Састанак правиме и ја викам вака, слушајте. Чолич и ја, како однос имаме, вас не ве интересира. Ти, Владо Јаневски, нема динар да добиеш, али ќе пееш на Евровизија. Ти, Игор Џамбазов, нема као водител да добиеш динар, ама ки жандар збирај ќе правиш и ќе правиш многу пари. Со тутум промет, со Тане и со Целе. Таа екипа. Чекај, не сум завршил. Ти, да женска пејачка, не го кажувам името, е жена на покојни фудбалер на Вардар, имаш и ти немаш хонорар, имаш пун кревет со Здравко Чолич свака ноќ. Се слажем. Не кажуваме која, кажуваме само дека му е жена на покојни фудбалер на Вардар. Таа секој вечер со Здравко Чолич. Имаш пун кревет, тоа е хонорарот. Значи тоа е незиниот хонорар. И доаѓа задниот пејач, викам само ти ќе добиеш хонорар. А знаеш кој е тој? Не. Нино Величковски. Само тој пари зема. Да. Еј, таман ќе ми треба, вика, може да се оженим. Значи тоа е комбинација. Ма тоа е невиđена комбинација. Можда подива комбинација сум направил седнашка
glavni per Darko Domjan, koji služi vojska u Ohrid i koji me navađa i vika, ja sam bez dinar, on služeći vojska, napravi mi nešto da radim. Šta da radiš, bre Darko, jednu pesmu imaš? Jedna lalka, mala, zaljubljena, 2 leptira. Tak. I ja vikam se, kaj da mu pravam čovjek od kojega znaje tuka. A ja u to vreme imam turneja so Dragan Mijalkovski. I sve, ne znam koji da zimam, prateći bend. I zamislite, ja zimam prateći bend Riblja čorba na Darko Domjan i na Dragan Mijalkovski. I сега se buni Darko Domjan zašto Dragan Mijalkovski go pratat bolje. I vika, ja sam i čuo jednom, ko jebe Hrvata, vika. Rekao je, Bora, vika, ovome, bubnjaru. Prate bolje, vika, Mijalkovskog. Završi to, završi, jer diva kombinacija to je. Riblja čorba da prati ovako. Domjan i Da, Dragan. i ušte jedna diva kombinacija, ali ta je komercijalna kombinacija. Ja završavam najgoremata turneja u istoriji Jana Jugoslavije, putujući Zemljotes, Darko Čolić i Lokići. U Beograd, u Zagreb, u Sarajevo i u Ljubljana, gdje vodam i Arsen Dedić i Kemal Monteno, bi neki oni pišao pesme. Zdravko Čolić. Za Zdravki i tako gi vodam. I na tada Čolić ide na kraj u vojska. Čovjek od zapnul, mu se sviđeše jedna mnogo zgodna ženska, ne znam se da li je udata, to beše za vojno lice udata jedna Valerija Štip. Nema sekoj 2-3 mjesta, jesi uradio nešto, hoćemo Štip ova ona, hoćemo Štip ova ona. Nije kaj ovako Danilo Kapetanović, koji je moj najbolji prijatelj bio tuka. Danilo Kapetanović? Da, bez konkurencija, toliko. Šefot na KOS. Šefot na KOS. Koji počinува dosta, ajde da rečemo... Ne, da me nije si te izjavi. Ja bih na saslušanju to, u zapisniku zvanično stoji дека je ispitujući stranka u stanotu centar za KOS, ispitujući stranka, ta i ta, plava ženska, umira това. Вика дека умирал при Ама сексуален... то не вика, то не верувам. У записникот пишува дека... Испрашува, не сте сите? Може сите, како не? По неговиот сев стоева моите интервјуа, слики и свашта и тоа. Значи тој е најдобар пријател. Без конкуренција во оваа држава, да. И има она куќа спроти Министерството за одбрана сега. Генералската куќа. Генералската куќа. Да, тој е прекрасен човек. Тој е бољи човек државата не многу. Значи починува и вие давате сите искази. Ја имам една летна турнеја. И имаше он, немаше секретарка, имаше секретар, Мишиć се викаше, не Миниć. И ја звонам од Сплит, тамо од Рига до хотел Марија се наоѓа и тамо само не се вика друга или трета армијска област, туку се вика поморска област, војна. И ја го барам, немаше мобили, нормално, кај Миниć вика, речи си шефу. Јас сам рекол, хотел Маријан, соба тај и та, и седам на базенот таму у тоа, у Маријан, и вика, тој конобор еден фране се сеќам, джаровски телефон, имаше белични телефон, ми донесе на базенот тука, и Миниć зима, вика, ево, дошел и вика, шеф, hoće да вас чуе, Данило Капетановиć. И Данило вика, шта ти се, где се налазиш, вика. Ја викам у Сплиту. Јеси опет нешто засрал, ми вика. И он знаеше, чим ке ми се десе, че мене белја негово барам, значи, треба нешто да вади. Нешто сериозно е. Нешто е сериозно. Ја викам, не, него ми треба една мала помоć. Каква помоć? Реко, ради се о естради. А ја имам концерт за 2 дена у Сплит со Чолич и со Локици и рекламирам и на телевизија, и на радио, и Слободна Далмација, дека Чолич ке света
na stadion Plinara, na stadion Hajduk, so helikopter ovako. Ali koga počinje na pesmata produži dalje Lokića izlagala, toga svi vojčinjaca, tija publikata, malite prvite redovi, svi se kačuvat na bina. I станува хаос. Da, i haos stano. Međutim, ja, toj čas, mene, oni ne mi dava dozvola da sleta helikopterac u 10 sat na večer, jer je Plinara u stadionu u strogi centar, vika, ne daj Bože da se desi, da se sruši helikopter, katastrofa da bude. Ne, Skupština općine i МВР ne dava. I ja mu kažem to na Kapetanović. I on vika, vidi da ti kažem, u Splitu nema, kao što smo mi treća armijska oblast ili druga armijska koja je u Prištini ili bilo gde, nego tamo ima pomorska oblast, otići ćeš od mog kolege, ali on nema čin koji je ja pukovnik, nego kapetan bojnog broda Pavelić. I sve što ti treba, sad će ja da kažem da ti pošalju kola ili vojnika, blisko beše do Hotel Marijan, ovako to pomorska oblast. I dvojica mornari, Đarovski zove vas načelnik, i ja idem tamo, javio se kolega Kapetanović, šta vam treba? Rekao, treba mi za koncert Čorića jedno 100-150 mornara, vikam, da izađu na sceni, umjesto djeca da se penju, mornari sa lokicama i to će fenomenalno da izgleda. I to isti moment mu vikam, isto tako na svoj sekretar, zovite Dom armije u Splitu, dvoja načelnika na Dom na armije, vikam, možemo samo 130 da vam damo, zato što ima neka smotra, neko polaganje i zbog toga. Dovoljno je, sasvim dovoljno je to, vikam. I mi dala tije mornarite. Međutim, u toj moment, posle 10 minuta, on vika, ja sam čuo da su zabranili, jer i nas su konsultovali, da helikopterom ne može Čolić da se spusti, jer je noć, 10 sati, ko zna u centru šta bi se desilo. I ja se vikam, želi izlaža smeraja. I Čolić doznava i vika, ne daju helikopter, ne daju, rekao šta, i imam ja rešenje. Koje rešenje? Imam ja rešenje, budite miran, vikam ja. I ja gledam li Split, jedan od najpoznatijih evropskih cirkusi, Mojir Orfej. A ja znam je Mojir Orfej jer sam rabotao sa Adrija u Beograd, koji je beše njivni zastupnik za Jugoslaviju. Idem tamo, Ratko beše jedan ovako, i vikam, kakav je cirkus dobar, koje životinje imate? I on mi kaže, lavovi, psi, zmije, zečevi i slonovi. Odvedite me, ko dresira, rekao, slonove, jedan alžirac vrlo dobro priča srpsko-hrvatski. I ja idem kaj toj, Mirko se vikaše, rekao, momče, koliko imaš honorar? 20 maraka dnevno. Imaš, rekao, 40, sutra, samo da izađe slon na stadionu i na bini, da Čoliću sa surlom buket cveća. I on ga prošao, to je Ratko, da li može? Mojir Orfej vika, može, nema problem, Čolić, veliko ime, ovo, ona. Prepun stadion, strašno. I odjednaš kad produži dalje pesmata, Lokićite koji izlagal, ide slonot, Raja vrišči, što je se gleda gore, nema helikopter, ama site topoj rasveta, ide prema slonot koji drži u surlata cveće. I čovjek tika, šta je ovo, kako iznenađenje Đaro? I slonot dovalja do vina, i mu dava na Čolića buketot. I ekstaza publika. I ne, sa lom publikama i mornarite se kačuvati, počeo da igra, produži dalje. Dobro, Đarovski, Kapetanović, тој ги држи релациите со Албанија, Неймвер Ходжа вела дека стариот Верушевски преку Капетановиќ има контакти Белград, Тирана се остваруваат на тоа ниво? Види да ти кажам, Капетановиќ беше држава Македонија. Не, ама он знаеше да помогне, ама
Не, он сакаше само искрени пријатели, он имаше искрени пријатели. Многу искрени пријатели. Стариот Верушевски, таткото на Верушевски беше човек на Капетановиќ? Не човек, него колега. Колега. Јас сега ти кажам, сега се смеев ја и се зарадував со некои Тие се луѓе. од оние села кои се на граници помеѓу Македонија и Албанија. Да. Кај што дел од населението изборува албански. Не, па идевме ние со у Деба, Данилони ми даваше дозволи мене за ловење на риба у Дебарско езеро. Само он даваше, само Јана даваше, он ги подпишуваше. На многу рибари сум ја дал дозвола. Какви џезмија сме правили у Дебар, тоа беше страшно. Добро, Капетановиќ беше шеф на КОС. Без него не можеше ништо во Македонија. Немаше шанса, никаква. Никаква. А стариот Верушевски што беше? Па и он беше шеф на ДБК. На ДБК. Да. Доле. Па нормално. Види да ти кажам, јас сега кога слушав за Ана Б. која правила, чиј човек ќе победи, јас само вака им реков на некои луѓе, не е важно кои, зашто вие тоа правите драма, која двата најболи полицајца ви се во власта сега, у мнозинството. Вика на кога мислиш, па ја викам на Миле Зечевиќ и на Павле Таранов. Тоа се за мене два најболи полицајца, заедно со Слободан Богоевски, кои имала Македонија. Сака час на сите, што не ги спомнав, али они, вие имате тука, ако они не можат, викам, двојца да најдат човек за Анаба, нема никој кој да најде друг. А и Павле Трајанов имал кариера во полиција. Миле Зечевиќ имаше само 2 години. Па малку ли е тоа? Беше шеф на ДБК 2004-2006 кој малку губи ли е се тоа? да сами. Да, Миле Зечевиќ е Марка, гласот му се слуша уште. Каде? Сегдека, и овдека, и у Црна Гора, и у Србија, сегдека. Има една приказна дека фамилиарно Зечевиќ и Брано Мичуновиќ се блиски. Они се блиски по Никшичка линија. Не фамилиарно, они се двојцата од Никшич. Миле Зечевиќ е човек на Брано Мичуновиќ? Не, обратно. И пак е, ако бара Миле Зечевиќ од Брано услуга, овој ќе ја направи у 3 сабајле ноќе. Овој од овој, ако бара контра услуга, овој у 4 сабајле ќе ја направи. Толку блиски се. Значи таткото на Миле Зечевиќ и Брано Мичуновиќ се пријатели? Не на Миле, него Миле Зечевиќ и Брано Мичуновиќ. Добро, тие се разлика 20-30 години. Нема везе. Нема никаква везе. Брано си е... Сега да објасниме за гледачите, Брано Брано Мичуновиќ Мичуновиќ е е главниот сива еминенција на Црна Гора за време 30 години, за време овако. Еве как ќе ти кажам како добија име Брано Мичуновиќ, кој е мој голем пријател. Преклани бевме Нова година со Чолич у Авала у Будва. Чолич 31, први Цеца, втори Петар Грашо и Неда Украден и свиевме кај Брано у хотел Сплендид. Жана осве не водеше, беше страшно тоа. И сега ќе ти кажам, Брано Мичуновиќ како добија име. У Германија постави у Франкфурт еден улични тепач, германец, кој не може на улична туча никако да го добие, никој. да го порази, Нема шанса. Као што е да кажеме, овде бил за мене Маријан Марковски најбољи за улична туча и они закажуваат меч со Гишка, со германецот. Да кажеме у петок треба боксуват. Цел Франкфурт, сите знаат, Офенбах, сите знаат. Тоа е меч кој се чека. У петок навечер, у четврток навечер, ден пред мечот, Гишка, Ѓорѓе Божевиќ, за тие што го знаат, Гишка добија температура 39. И Брано Мичуновиќ вика, па ние сме ми овде дошли, каже, за лимунада, дај му и поморанџе, Гишки, него да се бие со овим. Ако не може, Гишка, отичи чу ја. И Брано го нокаутира германецот. Брано го нокаутира. Брано го нокаутира германецот. Така. И тогаш постанува он цар на... Марка. Марка. А после тоа почне со бизниси, со казина овако. Брано Мичуновиќ му е шеф во наводници на Мило Ѓукановиќ. Десна рука. Десна рака. Десна рака, да. Значи, ове кавачки, шкалјарски клан, тоа се Не, само Брано Мичуновиќ можеше да ги смири шкалјарски клан и покуша. Они му рекоа, Брано, ти си највеќа легенда, колку год ми да постоимо,
ali ovo su stvari koje ne može niko da reši, samo mi sami među sobom možemo da je rešimo. I Brana Mićunović, znači su Milezečević se Odlični prijatelji. odlični prijatelji. Da. Imate li Milo Đukanović i Brano Mićunović doagano ke vas, koji držite kazinata? Brano Mićunović, da. Da, su 10 duši. Su 10 duši. I ja im rekao, ovdje nema niko da igra, i Brano vika ima da slušate svi Đaro šta je rekao. Odabirite, rekao, ženske koje hoćete, ruskinje, na nekoj, mu rekao, samo sobi obezbedite. Marijan i Dime i Ljušbardi odnesu manata rabote što to još. Beše strašna zabava. Ovo ne mogu nikad da ti zaboravim. Zašto da mi zaboravim, rekao, šta ćeš da mi zaboraviš? I koja god idem ja tamo, za mene imaše mjesto Sevdek. Splendid. To je hotel na Brano Mićunović? Ne, Brano Mićunović ima kazino tamo. Kazino ima Splendid. Da. A hotel Avala? To беше hotel na Hotel Avala, tamo беше ja smestен stalno, со месец, секој лето. Тамо со Тома Аврамски комуницирате, тој ја држи ова плажата, Краљичина плажа. Краљичина плажа ја чува, кај што има 100 лежалки, кои не смеат да седат други, ако не кажат на Брано екипата и Тому, ако каже овие се наши и готово. Со Мило Ѓукановиќ имате бизниси, правите бизниси? Бизнис ја не, али знам дека прават они. Брано и сите доаѓа овако на Свети Стефан. Джаровски, ајде уште анегдотата за Будимир Лончар и горе-доле првата емисија, саат и нешто разговараме, во 2 емисии ќе опуштиме, пошто ќе е долго интервју. Не кажавме анегдотата за Будимир Лончар, рековте дека сте му местеле манекенки на Будимир Лончар и има една анегдота. Почнавте, јас ве прекинав, не ја докажавте анегдотата за Будимир Лончар, инаку за гледачите министар за надворешни работи и човекот кој тамо 50-тите години е во екипата на тогашна СФР Југославија во Москва, кога русите почнува да го фалат Милован Джилас. Тоа ја пренесува информацијата и тоа е почетокот на крајот на Милован Джилас, кој Тито го елиминира Милован Джилас како можен потенцијален негов наследник на престолот. Ја правев 3000-ти концерт на Мишо Ковач у Сава Центар. И го правам на 1. април 81 година. 81. У први ред седат Будимир Лончар, ја го викам Леко Лончар, бидејќи Мишо го вика Леко Лончар. Леко. Седи Драшко Јуришиć, кој му е заменик на Херлевиć. На Фрањо Херлевиć. На Фрањо Херлевиć. И уште тројца политичари од Српска. Истиот час доаѓа Депеше у хотел Екселзиор, бевме бидејќи беше така у центар тука, дека почине контрреволуција, немири на Косово. 81 е тоа. 1. април 81. И сега Мишо вика, шта ćemo да радимо? Шта има да радимо, викам ја. Нама никој ништа не е рекол. Уклучуваме ние телевизор, гледаме ломови, се дешаваат у прича. Тенкови влегува. Да. Што е лом? Јас седам у седиште тука, Леко Лончар, Херлевиć, беше Јово Капиќич генералот тука. Јово Капиќич беше? Да, шефот на УДБА. Односно шефот на Голи 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 Оток. Да, не, он беше заменик на Ранковиќ. Беше заменик, помошник на Ранковиќ. Помошник, да. Али тоа, што ќе кажеш, тоа беше. И после тоа, феноменален концерт, сите му честитаат, у име на фудбалерите му дава поклон Џајич, у име на новинарите Перо Златар му дава. Новинарот Перо Златар. Новинарот Перо Шармери без покритај. Па после беше главен дурен директор. Да, овој Алјоша Вучковиќ водеше концерт. Алјоша Глумецот. Да, беше страшен концерт. После тоа отидовме у Дуга до 5 сат са бајле. У први ред седеа и овие шефовите покасно на од Лютице Богдана. Од Аркан и компанија. Аркан компанија. Аркан ќе го правиме во второто продолжение на интервјуто. Добро. Јово Капиќич го спомнавме, шеф на Голи Оток, генерал Јово Капиќич, татко на кошаркарот Капиќич, галерија Кафичот и така натаму, велат еден од најголемите, најдобри коцкари на Црногорска. Не, најдобар не, али многу сакаше да игра. Играте сте коцкале со Јово Капиќич? Како не, сега ќе ти кажам, ние се коцкаме у Милочар. Во Милочар. У Мајестрал. На рулет. Ти и Јово Капиќич? Не само ја и он, него тука сте и Славнич,
I sin mu Dragan Kapičić sa žena mu, beba sa snajka mu, tukaj i Raša Radovanović ovako, košarkarot ovako, puno ľudia. I od pokojni Zoran Karadžić isto tako. Dođa, site, tukaj dođa. I ovo Kapičić je glaven. Pa glaven, on je u Crna Gora glaven. Zavostite, generale kako je. Postaju Mogren kao što je Dalmet Fu i Pericer za Skopje, to je tamo u Budva. I ovo Kapičić, verenica me da Varjanka Punović, koja je najgolema ljubav... Ne, najgolema ljubav na Tito je Davorjanka. Da. Međutim, Jovo Kapičić je šarmer i je faća Davorjanka. Je faća. Službite na Tito, dozna дека му ја фаќа женската на Тито и ovo Kapičić. I ovoj го наградува, Божен го наградува, му дава функција да биде шеф на Голи Оток. Да го трне. Да го трне од него. Да го елиминира. Да го елиминира. И мене Jovo Kapičić 2-3 puta me prašува da te pitam Đarovski. On zapravo mi даде пасот да можем да бидам близо со Лазо Колишевски кој иде. Он му се јави на Лазо Колишевски. Jovo Kapičić. Да. Jovo Kapičić беше помошник во време на Ранкоvić кога е граѓанската војна во Грција. Да, он ја организира помошта, он праќа. Се. Најголем генерал е таму он. Jovo Kapičić. Да, и сега ние се коцкаме цела ноќ. Со Jovo Kapičić. Не само со Jovo, Jovo е у составот. Да. Да, и Аркан игра и пуно друго луѓе играат. И добро, кога се коцкате на колку пари тамо? Зависи кој како, све е приватно тоа. Колку сакаш да земеш, колку сакаш да изгубиш. 20.000 марки. У долари беше. Тоа беше доларско казино. Доларско казино. Доларско. И сега, сабајлето, излагаме ние, и ово иде, вика Драгане, му вика на Kapičić, на син му, идем ја да спавам. Ти, Джаре, где идеш? А ја имав апартман у Авала, у Будва, на терет на казино. Ја викам, идем да Могрена кафу да попием и после тоа, ту да се видимо, шта ćemo. У тој момент ја ги гледам Драган Kapičić и жена му, добро утро, како сте? Ама некако ладен поздрав. А цела ноќ заедно седиме у казино и се зезаме. Седа Драган и беба жена му. Драган беше лепотана, ама и беба убавица, вистина, жена му. Ама гледам некако ладно, добро утро, Джаре, како е, еси уморан, ова, она, седи, попи кафу. И ја седам, шта е, викам, ви сте подошњаци, нисте спавали, ништа. Чути, каже, десила се трагедија. Каква трагедија, викам? Чули би ми шта се десило. Ја одмah ми текна, викам, да имало некоје пукање, нешто. Не каже, горе не може да буде, умро нам е кум, Крešimir Ćosić. Крešimir Ćosić. Да, они се кумови. Kapičić и... Kapičić и Крešimir Ćosić. И шта да радимо? Договарамо се сад да идемо на сахрану, а времена су лоша. Джаро, Крešimir Ćosić и Kapičić се генерација, тоа се 47-48 годишта. Да. Игра, нели мислам дека 1970 година го Југославија станува светски шампион во Лјубљана, тие се дел на иста екипа. Па ја увек викам, од кога сте научили да лажирате утакмице, ја викам од друга Тита. Како? Па викам у финалу викам утакмице за светско првенство, у главној ложи е био Тито, а на полувремено сишо е Стане Доланц, кој ко судија не е ушо, ко судија да ја пита дали им треба пешкири или дали им треба поморанџе или било шта, него е ушо да направи притисак и направи притисак и ми смо добили и постали светски прваци. Стане Доланц се симнува. Да, да ти кажем уште една анекдота за еден поголем човек од нив. Ке ми кажете меѓуто за Ćosić и за Kapičić. За Ćosić, и ја викам, и шта сте се договорили? Па сад се договарамо, беба вика. Ја викам, слушај, јас сам стари и искусни од вас, а проверен ваш пријател, генералов још више, али ајде да сачекамо
generala doći za tatkom. I mi vika mene general zove, Đare, kako je, si čuo, sve sam čuo. Pa sad se dogovaraju, vika, da idu na sahranu. Čekaj, sine, mu vika, polako, nemaš je telefon, a nije sedak me na stol koji je do recepcijata na Mogram, nema ni 10 metara recepcijata. I Vlaga Jovo tamo, i nije slušao me sve, 10 metara je to, na terasa sedi me. I on vika, Bijeli dvori, jeste, od tamo vjerovatno mu vika nekoj, on vika, treba mi predsjednik Tuđman, treba ga general Jovo Kapičić. On ušte zbori. Ne projde 3 minuta, nije sluša me sve, ja i beba i Dragan Kapičić. I on vika, Franjo, umro nam je kum, znaš, za Ćosića, znam. Hoće, kod nas je kumstvo, kaže, velika stvar. Hoće moj Dragan i snaha da odu na sahranu. Hoće sve da bude u redu. Hoću ti da mi garantiraš da će sve biti u redu. 100%. Produžava razgovor od Kuzme, od tamo što zbori Tuđman. I na kraju ovo Kapičić mu vika, Franjo, mi smo prijatelji. Nije važno ništa sada. Nemoj da se nešto desi Draganu i snaje. Inače, oblačim uniformu, penjem se na konja i dolazim u Zagreb. Dovolje i ovo i mu vika na Dragan na Kapičić. Sine, idite. Idite, vika, na sahranu, sve je u redu, Franjo će sve da preuzme na svoje. I sve njego čeka me, Kapičić, kako prošla sahrana, kako je dočekot. I vika, Kapičić, da mi je neko pričao, ja ne bi verovao, kao da je došao najveća hollywoodska zvezda i kao da je najveći hollywoodski NBA igrač došao, vika, mene su tako dočekali. Znači u Hrvatska. U Hrvatska, da. Znači, Jovo Kapičić go ima na linija. Ima, pa njemu vika, nemoj da ja se popnem na konja, da obučem uniformu i da dođem. Znači, Čaro, to se starite generali. Pa čekaj, Tuđman je u vreme to... I što general, ili je go formirat? Ne, i on go ima osnivano Partizan, crno-bela boja je nego. Da, na Franjo Tuđman. Da. Krešimir Ćosić, ili pripajeno na Mormonska. Da. Ili provo univerziteto ti pora nešto, Tito Jugoslavija taka malku, kon Krešimir Ćosić nemaše baš belevolenten. Da, beše najbolji košarkaš, evo dan koja beše Lečić rođen denocite koja dođe, vika deka je Krešo najbolji igrač koji... Nekoš. U Jugoslaviji se pojavio. Svima pojaveno. Da, nije zborima Dražen Petrović i Čičanović. Vika to Krešimir Ćosić. Drugo je nešto, vika, on kad je stavio ruku ne vidiš ni koš, ništa ne vidiš, vika. Po dobro, 2,11 cm, to беше prethodnica на ова што е Јокиć сега, да речеме. Да. Или целата ова гарнитура. Ти од него учат, нели? Центар кој игра како плеймейкер, подосна, нели, побави со Влади Диваци и така натаму. Ајде да завршиме, значи, стане до ланца симнува доле и го мести финалето на... Не го мести, него прави притисок на судиите. Да. И вие сте ученик на Стане Доланце. Сте имале средба со Стане Доланце? Да, како не. Или вас викат савезни, овие, нели, таа екипа која работела за... Ја увек путувал со спавача кола од Београд за Сплит. Преку Сараево таа што оди? Да, и се качувам, взимам нормално плескавица и некоја кобасица, нешто Кока-кола, утрешни новини од железничка станица. Во Белград? Да, и се качувам нормално у спавача кола. Оно и 22,50 како беше што тргаш? Тоа е околу така, 23. 23 тргаш? Да, са бајле треба стигли у Сплит. 27,50 тргаш? И гледам кај таму на местото на стюартот седат двојца луѓи, ама ја осеќам и по гардероба и по понашање. Нешто чудни. Нешто чудно. Викам, ова е некоја полиција, сигурно. И ми викам, едниот ме позна, вика Деловски, ако имате некаких потреба, завршите се до топ-чидера, после тога немојте да излазите из кабине. Мене ми текна што е работата. Дојде Книн, Перковиќ, това, она, Сплит. Ја гледам, идам кај овие, седам со нив и се стане излага. Па што ниси реко, каже, да си ту. Не могу од ових стоих пса, реко, ништа. Па мога си да дојдеш тука да причамо.
го чекаат пионери, песми, ова, она. Ајде с нама, вика, у ово. Колата. Идемо. Не, Вила Далмација. Во Вила Далмација. Да. И после му текна него, вика, ипак ти болje сиди у Маријан, вика, да те не виде овде, вика, с нама. И јас се симнав пред хотел Маријан, тоа тачно на Риба. Они отидоа таму. Значи тоа ви е средбата со Стане Доланци. Да. Крај на првиот дел, кажавме Миле Зечевич со Брано Мучуновиќ на директна линија. Они се пријатели. Пријатели. Кажавме за Стане Доланц. Да, чекај, мене едно помилување ми има следено, Хамдија Поздерас. Ова што е за случајот со Љуба Шпањол со Антонио. Да. Не, тогаш ми следи Димче Беловски, извршни секретар на ЦК на Југославија, македонски кадар. Димче Беловски. Да. Димче Беловски е вратен од Вашингтон како амбасадор на поранешна СФР Југославија, така? Да. Зошто е вратен од Вашингтон Димче Беловски? Имаше голема афера тогаш. Имаше афера голема, а неќу се спричам затоа што човекот ми помилување ми издејствува. Беше некоја љубовна сексуална афера, така? Беше. Совработена во амбасадата. Да. Затоа Димче Беловски вратен. Ја не сум ти рекол љубица, никако име. Не рековте, не го Не рекол љубка, ништо. Да. Мажот ти тамо дознава, станува голема карма каша и ти тоа го враќа Димче Беловски. Киро Глигоров е така пензиониран, повеќе од 100 стана има поделено на жени во Белград, нели тоа се? Сега види, јас сум човек по вокација, кавалер, ке ти дам книгата моја. Добро. Ова слика ќе ја ставиш после у Гроплан. Овде кај обрачунот, кај што ги смирувам ја, Верушевски и Нинџа. Нинџа со компанија, ево и Веле Бикот, кој е 8 години затворен. Овако, овој на Нинџа Пукачот. Да. Колјо. Ете го. И ја им викам, момци, слушате да ви кажам ја. Најголемите два скопски мангупа се не македонци, се по земја. Петрит Аме и Митко Бенишев, Митко Бугарин. Митко Бенишев. Да. Што го бива Борце Куруновски. Да. И викам, дајте да ве смирам и у Палма сладкарница, ја ги мирам. Овде Палма аеродром. Да, не, овако, на Партизанска. На Партизанска. На Партизанска, викам, дајте помирите се и нека промени исказ Верушевски, да се смирите, еден ќе задуши у затвор, викам. Ово е Маљо од Верушевски. Така е, тоа е Аđо, ја го викам Аđo. Ево го горе Нинџа. Ете, горе И колку бил тенок ко манекен. Ја ги смирувам, викам, не еден ќе погине непотребно. Немате причина. Ова е Миздо, еден од моите најдобри пријатели, тоа е другата серија, ќе збориме. Ќе збориме и за... Ова и Бекенбауер, и за Колјо, и за... Тука го нема едино Овца, кој нема неплатено дрога, убиене, нигде ка не е најден. Колјо автомафија, Коле Бикоќе, тоа. И ја ги смирувам тоа. И за Аврамски, и за Петритаме, и за Аркан, во втората емисија, и за атентат... И за Киро Григоров, и се. И за атентат на Тито Петковски. 100%. За Сашо Мјалков, дали му спремале у Белград атентат? Му спрема, како некоја беше Стоје Волосимович. За Украинката, со професорот или со премиерот. Со премиерот за Руслана. За Руслана, за Боки 13. Да ти или кажам. како ја рушите влата, тоа во втората емисија. Тука некаде е крајот на првиот дел на интервјуто, односно првата емисија, која е дел на интервјуто со Велибор Џаровски. Џаров трае повеќе од 3,5 сати. Ако ви се допадна оваа емисија, да ми верувате, во недела ќе биде уште подобра. Атентат на Тито Петковски, Сашо Мјалков, Владо Камбовски и така натаму и така натаму. Павле Трајанов. Како Киро Глигоров не му дава да окупи казиното или да отвори казино во Гранд Хотел Скопје, значи многу пикантерии. Се оно што се случувало од оваа страна на завесата во Белград, на Балканот, во Република Македонија, претепувањето на колегата Никола Младенов, сите тие работи ќе бидат отворени, ќе бидат кажани во недела во 22 часот, до недела во 22 часот. Пријатна вечер, Македонија. Каде да си?